Добар ден за слушателите на Радио Лидер. Имаме нов проект, нов летен подкаст со мене Љупчо Златев, главниот говорен уредник на оваа радиостаница. Почнуваме со еден навистина интересен гостин. Го имаме Александар Николовски од ВМРО ДПМН. Николовски, добар ден, драго ми е што со тебе го почнуваме овој летен подкаст. Сакавме да одиме на одмор, ама ништо. Благодарам на поканата, навистина интересен проект, да посакам многу успех и да честитам за тоа што сте на линија на најновите трендови во новинарството во светот, така што многу успех и секој чест за ова што правите, а за летово јас нема да одам на одмор, не знам за останатите, ми стана традиција, но на оние што одат на одмор им посакувам убав одмор и не ги осудувам што одат на одмора, но оние кои што ќе останат како мене да работат, многу успеси на крајот на денот и животот има смисла ако работите. Николовски, ова наше интервју го снимаме ние во понеделник. Вие денес имате една средба со меѓународни представници, со министри од Европската унија, имавте и минатата недела. Може ли да се каже дека ВМРО ДПМН е под дипломатски притисок да прифати уставни измени? Јас не прифаќам дека сме под притисок, затоа што мислам дека е погрешен збор. Може би е поправилно да се употреби зборот дека се врши интензивно убедување или лобирање на ВМРО ДПМН да прифати уставни измени, а не го прифаќам зборот притисок, затоа што притисок може да ви направат доколку има за што да ве притиснат. Тоа е нели и образложението на зборот притисок. Ако нема за што да ве притиснат, тоаш нема и притисок. А за среќа ова раководство на ВМРО ДПМН нема за што да е притиснато. Имаме луѓе кои што се посветени на својата работа, кои што се чисти како солза и кои што не може да бидат притиснати, уценети за било што, нити да бидат на терен и да прават работи кои што не се согласно нивните убедувања. И во таа насока притисок е невозможен. А дали има лобирања и убедувања? Има. Дали ги прифаќаме? Не. Генерално на овие средби ние во речникот имаме многу малце зборови, се сведуваат на зборот не. Има некакви муабети во Скопската чаршија дека можеби овие црни листи на Соединетите Американски држави ќе се користат за да ве убедат вас да гласате за уставни измени. Тоа е една од наводните улоги на црните листи. Се зборува, таму беше додадено и дека сите кои се против Преспанскиот договор кои работат против Преспанскиот договор може да се најдат на тие листи. Стравувате ли дека можеби од Соединетите Американски држави ќе ве стават на црните листи како партија? Тоа е во рамки на оние теории на заговор кои што ги шират овие очајници од СДСМ, затоа што не испорачаа ништо во делот на проекти, не испорачаа ништо во делот на подобра економија, не само што не испорачаа, туку драматично ја крена корупцијата, нема никаква битка со корупција. Во такви услови се смислуваат вакви теории на заговор. Мислам дека ќе ни требаат едно 10 подкасти да ги наброиме сите теории на заговор кои што ги имаат смислено овие 6 години како се на власт, и сите тие теории на заговор им се покажувале како неточни. Така што и ова е неточна теорија на заговор. Прво е безпредметно да се коментира. Уставните измени се потребни за почеток на преговори со Европската унија, Соединетите Американски држави не се членки на Европската унија. Второ, тие имаат црна листа за корупција, а не за гласање или негласање за промена на устав. Но, повторувам, безпредметно е да се коментираат вакви теории на заговор кои што немаат допир со реалноста. Добро, ова неретко се слуша во нашата јавност, исто како што неретко се слуша, постојано ги слушаме тезите дека кај да е ВМРО ДПМН ќе прифати уставни измени. На година е кај да е, затоа што овај така наречен француски предлог, а во суштина е бугарски предлог, беше прифатен минатиот јули, значи една година помина и една година велат кај да е ВМРО ќе гласа. Тоа малце изгледа како на народната приказна волк или има уште една друга. Една година велат дека
ВМРО-ДПМН ќе гласа за уставни измени, па сега кога сите видоа и сватија дека ВМРО-ДПМН нема да гласа за уставни измени, одат на втора теза што ќе му се случило на ВМРО-ДПМН ако не гласа за уставни измени, тоа исто одговара на една народна. Мислите дека ќе ги стават кај да е уставните измени на дневен ред, затоа што требаше на крај на јуни, па сега крај на јуни. Ние бараме утре да ги стават, за да конечно се разбие ова работа, така што ја да ги замолам, ако може утре да ги стават на гласање, за да заврши ова приказна, ама целава работа личи на онаа народната, може би ја знаат слушателите, лисицата ја бендисала грозјето и сакала да го изеде грозјето. Почнала да скока, не можела да го фати грозјето, скокала, не стигнала до грозјето и после некое време рекла и онака е кисело. Така што така изгледа и оваа работа. Од сега сама година дена ВМРО-ДПМН ќе гласа за уставни измени, ќе гласа. Која видува дека не гласа, ќе видите што ќе им се случи, ништо нема да не се случи. Освен што тие ќе останат запаметени како најголеми предавници во историјата на македонскиот народ, кои што директно удрија во темелите и во самобитноста на македонската држава и македонскиот народ. Нема втор пример во светот каде што власта ги руши темелите на државата на која што е власт. Таков втор пример нема. Има примери на диктатури, има примери на корумпирани режими, има примери на нечовечко однесување, но никогаш на штета на сопствената државност. Ова е прв пат да се удира сопствената државност. Николовски исто тема која е многу актуелна се овие концесии за рудниците. Сега меѓусебни обвинувања има од сите страни, кој прв ги дал концесиите, се зборува дека тие рудници се тука поради ВМРО-ДПМН, па после имаше реакција од ваша страна, но сега се споиле, па некако ги измамиле нашите министри да гласаат за спојување на тие концесии. Како стојат работите таму? Комплексна е темава, но од старт прво сакам да кажам дека јас сум против отварање на рудници во Струмичко од секогаш. Тоа ми е конзистентен став. Пратете мои изјави од пред години наназад, ќе видите дека од секогаш сум бил против. Сега малце за суштината на проблемот. И за ова сум зборувал исто така многу пати во минатото и доста гласно, имав после тоа и закани од овие собственици на концесијата. Значи, суштината на проблемот не е само во доделувањето на концесијата, туку многу поголем проблем е на кого е доделена концесијата. Затоа што кога ќе видите на кого е доделена концесијата, по дефиниција знаете дека нема да ги испочитува еколошките стандарди, дека нема да работи така како што напишал на хартија, дека таму ќе има катастрофа. На ДУИ е доделена. Не е само на ДУИ. Сега ќе ја вратам малце назад. Кога Зоран Заев формираше влада, прва работа што направи, потпиша договор со Бојко Борисов за добрососедство и пријателство, кој што сега не чини заглавување во европските процеси и шокови на општеството. Но не му беше само тоа дел од дилот со Бојко, има договорено уште 5 работи во бизнис делот. Требаше да купат бугарите тука голема банка, требаше да купат голема телевизија, требаше да добијат оптички кабел во Македонија со кој што ќе можат да работат, требаше да купат болница и да купат рудник. Рудникот беше и Ловица. И Заев, како што го дал Господ, за 4 работи не им испорача, ама за една им испорача, односно, предходните собственици на концесијата беа ставени во ќош на начин што се одзеде концесијата, односно се доведе во опасност концесијата, и им беше кажано дека единствен начин да се колку толку поврати целата работа е да ја продадат на бугарскиот олигарх кој што се занимава со метали и со рударство, Цоло Вутов. И Цоло Вутов преку своји офшор компании на Кајмански острови, регистрирани во куќа за која што и председателот Барак Обама има зборувано дека е куќа со најмногу фирми во светот, влезе во Иловица. И јас бев прв кој што ова го изнесе во јавност, кај вашиот колега Столи Наумов во популарната емисија Стадион. После тоа имав бројни закани, кои што издржав како и се друго. Ја мислам дека и таков имеш текна во јавност, многу не паѓам на тие работи. Така што првиот проблем е што таму влегува веќе сомнителен капитал преку оваа бугарска врска. За да
биде работата дополнително замрсена во еден познат струмички ресторан, а не вила парк, туку се вика Концепт, се случува средба на која што оди целото семејство Дестани. Тие сите возат исти коли, па не било тешко струмичани да препознаат кој е дојден. За после тоа тие да влезат со малцински удел во фирмата и на тој начин и во концесијата, и после тоа магично судот почнува да ги менува одлуките. Така што суштината на проблемот не е дали Македонија сака или не сака да развива рударство, туку дали со потенцијален развој на рударство ќе се уништи целата струмичка котлина, а овде е многу известно дека ќе се уништи најмногу заради природата на капиталот кој што е влезен таму, кој што е сомнителен. Се малку ќе ви испровоцирам. Само завршам, и затоа јас сум против, и затоа целиот греф е на оваа влада на СДСМ и на ДУИ, не на претходна влада на СДСМ или на ДУИ или на било кој друг, на оваа, затоа што оваа влада овозможува да на тој начин таков сомнителен капитал влегува во Македонија. Николовски, она што исто така е симптоматично во однос на овој договор е, вие го обвинувате сега и Зоран Заев за неговите претходни активности, но од друга страна во македонската јавност се наметнува една теза од дел од медиумите дека ВМРО-ДПМН во моментов работи заедно со Зоран Заев на рушење на оваа влада. Сега како вака? Тоа се смешни работи, нели излегува одредени шпекулации пред Нова година, ние ги демонтиравме. Мислам дека е смешно. Безпредметно е да коментирам. Знам дека сме општество кое што е мераклија на теории на заговор, ама не се работите такви какви што некои мислат. Добро, јас само го кажувам она што го читаме цело време. Во исто време има една друга теза. Се извинувам, има една друга теза, тоа е дека ВМРО-ДПМН е во одреден пазар, нели? Со власта СДСМ и ДУИ заедно со СДСМ да направите влада од која ќе го истерате ДУИ. Како ќе ги протолкувате овие изјави? Не, тоа пазар туку ние го предложивте тоа. Понудивме на лидерската средба опција во која што ДУИ требаше да излезе од влада, а да се направи македонско национално единство во однос на клучните национални прашања кои што ја засегат самобитноста на македонскиот народ. СДСМ тоа експресно го одби и покажа дека побитно им е со ДУИ да се во влада, отколку да се заштити посебноста на македонскиот јазик или македонската култура, македонската историја и македонската нација. Тој предлог веќе не е на маса, затоа што тој предлог имаше функција во моментот кога беше даден и имаше своја и временска смисла. Сега единственото што е на маса се предвремени парламентарни избори на кои што граѓаните треба да го направат својот избор каде треба да се движи Македонија во останиот период. Инаку е добро, здраво е за македонскиот народ да главните две македонски политички партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, имаат разбирање за клучните прашања кои што се поврзани со самобитност на македонскиот народ, но за жал разбирање нема од причина што позициите на ВМРО-ДПМН се на одбрана на македонскиот национален идентитет, позициите на ова СДСМ сега се на продажба на македонскиот национален и тука не можеме да се споиме. Ова кое вие го предлагате сериозно ќе го наруши македонскиот политички систем, затоа што не може албанците да не бидат представени преку нивната најголема партија. Никој не рече да не бидат представени, но да не бидат представени со оваа политичка партија која што стана веќе канцер на македонското општество. Да, но еве сега велат ДУИ може да стане и втора партија во Македонија и тоа е многу интересно кога доаѓа таа изјава од висок функционер на ДУИ, каде што дека тие практично СДСМ ќе ја занемат, ќе ја заменат. Ќе видат на избори дека не им стојат така работите, таму се разви силна опозиција и во рамки на албанскиот политички кампус, така што ќе видат на избори дека не им стојат баш така работите како што тие очекуваат. Николовски, во однос на анкетите, вие постојано нели имате анкети, излегуваат и јавни анкети, ВМРО-ДПМН убедливо води на сите тие нели анкети, но и локално стоите интересно. Вие бевте нели носител, фронтмен во изборна единица 4, а таму се чини градоначалниците најдобро стојат. Па да, имаше едно истражување на Меѓународниот републикански институт, популарно наречен ИРИ, на кое што
на моje огромно задоволство, оценката за градоначалниците во цела држава е исклучително висока. Има висока оценка за работата на градоначалниците предложени од ВМРО-ДПМН, а поделено по изборни единици највисока е во 4-та изборна единица, на што сум особено горд, имајќи предвид дека јас сум пратеник од таа изборна единица, отидов за носител во 2020 година во таа изборна единица и планирам да продолжам да ја представувам таа изборна единица. Тоа е еден питом народ, срцето на Македонија практично, така што сум многу среќен што градоначалниците имаат добар перформанс и испорачуваат тоа што го ветиле на избори, затоа што тоа прво се одразува позитивно на општините во кои што работат, а второ секако и добро за ВМРО-ДПМН, затоа што ќе значи и подршка на парламентарни избори и конечно ставање на крај на оваа ненародна власт на СДСМ и на ДУИ. Планирате ли што понатаму? Знаете, на сите им е јасно дека ВМРО-ДПМН по се изгледа ќе победи на наредните избори, но не знам дали веруваат сите дека навистина може да ги смените работите на подобро. Со што да ви веруваме вам дека вие ќе бидете различни од овие? Па може, ги спомнавме градоначалниците, има една работа која што е факт, неспорен, а тоа е дека повеќе од година и половина се градоначалници, во октомври 2 години, 42 градоначалници, со целокупна власт на СДСМ на централно ниво, до денес нема ни една кредибилна корупцијска афера за било кој градоначалник. Само со тоа покажуваат дека може да се работи поинаку. Ако градоначалниците предложени од ВМРО-ДПМН го покажуваат тоа, утре директорите, министрите и премиерот од ВМРО-ДПМН ќе покажат една огромна разлика во работата и јасно ќе покажат како може да се работи честно. По мене битка број 1 и задача број 1 на следната влада мора да е борба со организираниот криминал и корупција и воспоставување на функционален систем на владење на правото. Тоа е над се. Значи, може држава колку сака да има добра промоција за странски инвестиции, може колку сака да има добри бизнис услови, може 10 пати устав да смени, може Бугарија утре да не постои. Иако нема да е така, но теоретски зборувам. Но доколку не ги реши криминалот и корупцијата и не воспостави функционален систем на владење на правото, не и се пишува добро на државата. Затоа ова е битка број 1, битка на нашата генерација да ја исчистиме корупцијата, да ја донесеме на најниско можно ниво и да воспоставиме функционален систем на владење на правото, како би следните генерации го доживувале тоа како нормална работа, практично да оставиме добро наследство за генерациите после нас кои што доаѓаат. Останаа ли воопшто кадри во државата кои може да спроведат реформи? Има многу мотивирани луѓе, и стручни и мотивирани, само треба да им се даде шанса. Јас често велам, Македонија нити има проблем со законодавство, нити има проблем со институции. Има добро законодавство и има релативно добро поставени и организирани институции. Треба само законите да се применуваат, а на институциите да им се остави да работат и за 6 до 9 месеци може да се видат првите резултати, а за брзо време Македонија може да се среди, затоа што предноста на малите држави, како што е Македонија, е дека брзо може да се случуваат промените. И затоа малите секаде се подобри за живење од големите држави, така што ние можеме многу лесно да направиме пристојно место за живење во Македонија. Ние може да бидеме Сингапур или Лихтенштајн, некој таков пример, но очигледно е дека тука има некоја негативна енергија која не влече назад. Може ли ВМРО-ДПМН во своите редови да се ослободи од корупцијата? Ние видовме постојано скандали. Веќе е ослободено од причина што, кажав за градоначалниците, нема никаква кредибилна афера во овие година и пол, а се сеќавате дека партијата во октомври 2018 година направи едно прочистување на катарза, каде што луѓето кои што беа асоцирани со корупција беа отстранети од партијата. Се плашите дека можеби имотот ќе биде запленет во оваа последна сега тврдина, како беше? Веќе е замрзнат имотот на партијата, ние навикнавме како но најновите пресуди најавуваат дека е можно, нели, да. Видете, ВМРО-ДПМН и ВМРО се таков бренд и се столбот на македонскиот народ, така што канцелариите и имотот не го прават ВМРО-ДПМН тоа што е. Функционираме во канцеларии, може да функционираме и без канцеларии, во шатори и без шатори. Битно е дека народот е со нас, така што тоа е најбитниот дел.
Николовски, ти благодарам за ова гостување, веќе 20 минути. Јас беше задоволство и честитки уште еднашка и многу успех.